Македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и раководител на македонската револуционерна организација, апостол и совеста на револуционерна Македонија, национален херој. Роден во 1865 година во Прилеп, тоа е еден од основачите на внатрешната македонска револуционерна организација, кој својот живот го дал за слободата на својот народ во 1912 година кај селото Дреново. Денеска градот Прилеп му одаде почит на македонскиот великан Пере Наумов Тошев. 4 мај е денот кога се сеќаваме на големите дела на двајцата големи великани револуционери, едниот прилепчанец, голем револуционер, тоа е Пере Тошев, другиот мозокот на револуционерното движење и една од најголемите личности во македонската историја, тоа е Гоце Делчев. Се навршува годишнина од нивното загинување, со што со положувањето на својот живот, значи тие на некој начин го дале својот живот за реализација на идеалот во која што живеат сегашните и современи генерации, а тоа е слободна и независна Република Македонија. Ова нека биде потсетување за сегашните генерации да го почитуваме делото на нашите предци, а исто така да го продолжиме нивното дело понатаму, а тоа значи зачување на самостојноста, независноста, суверенитетот на Република Македонија, незиното уставно име и секако да покажеме единство во овој тежок период за Република Македонија со добри дела и проекти да ја градиме нашата иднина, а не со вандализам и уривање на она што е изградено. Денеска македонската нација се потсетува и се поклонува на уште еден нејзин великан, визионер, идеолог и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење Гоце Делчев. Тој животот за слободна Македонија го даде на денешен ден 1903 година во селото Баница. На 31 годишна возраст, слегла од животната и историската сцена, несомнено најдинамичната личност на македонското револуционерно национално ослободително движење во претилинденскиот период, која што оставила трајни траги во поновата македонска историја. Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар на народите. Ова мисла го вбројува Гоце Делчев во редот на светските хуманисти.